За да покажам вештини дека јас знам да направам благи работи, најчесто користам различни пити, различни кованици кои содржат овошје. Денес бев расположена да ви направам нешто од омилениот рецепт на Сидми, односно штрудла од јаболка и еден куглов од јаболка. Во суштина Марија ги сака сите рецепти кои се направени од јаболка, а јас сум приморана цело време да измислувам нови и нови начини како да го изненадам и тоа да не биде досадно. Денеска ќе подготвуваме еден куглов од јаболка, каде што јаболкото ќе биде една декорација, а самиот куглов внатре ќе содржи малку зимски и празнични зачини. Ќе направам куглов со кора од портокал, малку карамфилче, неизбежниот цимет кога се готви со јаболка и прекрасна декорација. За да го подготвите овој рецепт, ви е потребна една длабока чинија. Се ќе правиме во таа чинија. Имаме 3 чаши обично брашно, имам едно пecivo, ќе го измешам. Кугловот бара пecivo секогаш. Ќе ставам шекер. Ќе го измешам со брашното, заради тоа што сакам да биде убаво и еднакво распределено по целиот куглов. Ќе ги измешам прво сувите состојки па мокрите. Ќе ставам само еден прстов од сол. Секогаш ставајте по еден прстов од сол во сите благи јадења, заради тоа што солта во позадина, која во многу мала количина знае да го ја исплива благоста на јадењето и уште повеќе да ја нагласи. Во аванче сакам да искршам малку карамфилче, заради тоа што карамфилчето ми има апсолутно мирисот на карамфилче. Одма ме носи на Божик, на празници, на сите оние калачиња, суви, бисквити, сите оние празнични јадења кои се подготвуваат. Сакам да го ставам во овој куглов за да биде совршен. Ќе го искористам целото карамфилче, затоа го гмечам. Неизбежниот цимет. Нема, мислам дека рецепт од јаболка без цимет апсолутно се совршен брак. Тука не знам дали некој има нешто против. Мириса на Божик. Целата количина. Карамфилчето е многу јак зачин. Затоа користете помалку. Ви треба како нишка. Да ви разбуди убави спомени. 4 јајца одат во овој рецепт. Се во една чинија. Ќе ставам сок и кора од портокал. Кората од портокал дополнително ми има вкус на Божик и мирис. Ја сакам она, македонска традиција за божикните празници, секогаш дали нашите родители прават, мајка ми прави најубаво печено свинско, ама тоа е стандардот, големо парче печено свинско месо, некакви закуски или ордевери, неизоставената руска салата, понекаја сарма и кората и сокот. Ќе седам 2 портокали, ќе ги видат течноста со која ќе се оформи ова тесто. И додадете го во смесата. Ќе додадам малку брилјантсон чогледово масло. Заради тоа што сакам да ми биде подмачкано тестото, ќе го печам во куглов, па не сакам да ми се залепи, значи во мерка тоа би било отприлика 1/4 шолја. И еден екстракт од ванила. Лажица. И почнувате да ги составувате состојките. Треба да добиете потечно тесто, кој мириса на празник. И ова е тоа. Значи, густината на тестото е слично на оние
за вафли. Малку е поретко од она за мафини, заради тоа што мафините, кога ги печете во калапи, тоа е малецко калапче и најчесто се bite food, значи храна која можете да ја изедете со неколку залчиња, заради тоа и се подготвува во мали калапи, покрај тоа што убаво изгледа. Кугловот ќе се пече малку подолго, 40 минути, затоа е тестото потечно, за да му даде шанса со топлината наредната на горење, да се целата кора од страна да се запече, да добие убава кафеава боја, а внатрешноста да биде мека, нежна, миризлива, совршена за убав спомен. И го ставиме на страна. Секогаш дајте им време на тестото да го одморите, да се спојат сите состојки, да се активира глутенот, пецивото. Ќе додадам јаболка. Ќе ги направам, значи да бидат многу тенки кришки, кои нема да кугловот сам по себе ќе биде тоа во состојката. Јаболката ќе ги искористам за да го обложам плехот со тенки парченца кои малце ќе ги премачкам во масло, малку во шекер и тие ќе бидат една исклучителна декорација и само една нишка во кугловот. Значи сечам многу тенки парчиња. Ова е баш киселкаста јаболко, може да искористите и благо, со тоа што благите јаболка побрзо знаат да се распаднат во процесот на печење, бидејќи повеќе шекер имаат во себе. Тавата за куглов ќе ја намастам, секако ќе користам брилијант масло. Со еден кујнски бришач, убаво ќе ја премачкам. И делот каде што треба да се залепи кугловот. На дното ќе ставам малку брашно. Јас ќе нарасам малку цимет на основата, заради тоа што тука ќе ги ставам јаболката и сакам тие да бидат облеани. Нема да ставам шекер, заради тоа што целата ќе ја нарасам со шекер во прав. Ќе ги наредам како лепези по крајот. И многу внимателно, бидејќи ги наредив јаболката, ќе додавам од смесата околу. Прво ќе им ставам на дното, тамо каде што ги потпрев, за да не ми паднат. Буквално да ги зацементира. Ако можам да употребам архитектонски израз. Сега малку ќе ги имам леплива содржина што може да ги држи. Ќе ги притиснам кон ѕидовите, затоа што сакам да бидат круна на кугловот и полека ќе додадам од тестото наоколу. Оди во рерна 35 до 40 минути на температура од 170 степени со вентилатор. Вентилаторот ќе го изедначи циркулирањето на воздухот, тестото убаво ќе се испече од внатре, а за тоа време ќе ја подготвиме штрудлата од готови кори. Вториот рецепт кој ќе го подготвам е со јаболка, е една обична штрудла. Оваа штрудла, верувам дека сите дома ја правите. Јас денеска сакав само како инспирација да ви ја покажам и начинот на кој јас ја правам. Имам изрендани јаболка, Грени Смит зелени. Сакам да бидат красати, кисели, заради тоа што сакам да имам можност да ги уште закиселам дополнително со лимонот. А со количината на шекер која ќе ја додадам, тие ќе станат благи, ќе имаат судирна вкусови. Ако сакате, ако преферирате поблага штрудла, јас ја сакам понеутрална. Искористете, не знам, можеби делишец благи јаболка. Тие се наша баш автохтона сорта. Ставам лимон за да ја задржам и бојата.
и ќе стопам путер, во кој ќе додадам малку лебни трошки. Овој пат ќе користам готови, купени од продавница, доставени од пакет МК секако, за да можам да направам јаболката кои се изрендани, да ми се облеат и низнатре, да имам ситни мали трошки. Некогаш кога правам виенска, она класична, убава, долга штрудла, користам леб кој го чувам еден ден претходно на пултот, потоа го ставам во блендер, правам покрупни трошки, заради тоа што сакам покрупните трошки да се појават, таа е поголема, нели, и помесеста во тестото. Сега користиме готови кори, мислам дека бара по нежна варијанта, затоа користам купени лебни трошки. Ќе го стоплам путерот, ставам шекер. Шекерот ќе се растопи. Нема да го греам, да го направам да биде баш онаков како карамела, само сакам да го стопам благо. Ево вака, само буквално како паста, лебните трошки да направат баш мали, ситни парченца и грудченца кои имаат мегле путер, кои имаат внатре или шекер, мирисаат совршено. Најчесто го правам без суво овошје, овој пат сакам ради новогодишното, празничното расположение, сите оние работи кои ги правиме и содржат суво овошје, ќе ставам малку суво грозија, да имам нешто да загризам во штрудлата. Прстоват сол, за да нагласи благоста. И ќе ги додадам јаболките. Јаболките ќе ја изладат смесата, ќе ја направат полесна за да може да ја обработувате, да ја менаџирате и да ја користите, а сепак ќе биде топла. Се убаво измешајте. Ето е мојата смеса со која ќе ја полнам штрудлата. Нема штрудла, ниту јаболко, рецепт без добар цимет. Наросете. И убаво промешајте. Тука ми се корите, ќе земам едно тавче, за да можам да ја подготвувам директно штрудлата и ќе растопам малку путер, заради тоа што сакам секоја од корите да ја прелијам со дополнително со путер, да ја збогатам. Мислам дека тука ми остана четвртина куцка. Ќе искористам целата. Зачувајте ја хартијата, за малце ќе ја фрлев, со не дека го премачкам дното. Ставете брилијант сончогледово масло, за да не ви изгори путерот. Само треба да го растопите со хартијата. Убаво премачкајте ја тавата, за да имате путери на долните кори. И започнуваме со правење на штрудлите. Земете една кора. Јас сакам да ја попрскам малку со путер. Само малку. Додадете смеса за полнење. И замотајте ја. Јас сакам да ми бидат штрудлите баш тенки. Може да искористите 2 кори, ако не сте љубител на убава тенка штрудла. Јас сакам да ми биде баш филот доминантен, а не кората. Да, малку
малку ми е проблематична. Значи, малку путер, растопен. Путерот ќе ја раскрцка корејата таму каде што ќе се појави. Дополнително ќе ја ароматизира со млечната мас. Обожавам млечна маст. Или доаѓам од Густивар. Во Густивар се многу популарни оние татли кои ги прават за муслиманскиот празник Бајрам. И моите пријатели муслимани секоја година нели ги правеа на оној традиционален начин. Имав другарка Нита, која сега живее во Швајцарија и нејзината мајка секоја година ќе купеше 3 килограми кравија маст, која во суштина путер. И се собиравме сите и ги правевме оние познати бајрамски татли. До ден денеска ми се омилени и мислам дека за Бајрам кај мене дома има повеќе татли од било која муслиманска куќа, заради тоа што сите мои пријатели ми носат татли за Бајрам. Сакаме да имаме еднакви штрудли. Секогаш кога ја мутате корејата во ролат, гледајте да биде воздушеста внатре, че немој да ја стегнете и силно да ја измутате, така нема да им дозволите на корите да пукаат, да се издеформираат и со помош на путерот да се запечат од сите страни. Значи секогаш нежно и воздушесто направете го. Не знам дали може да забележите, помеѓу секој слој од кора имам оставено баш малку воздух. Тоа повеќе е мускулна меморија кога веќе сте ги правеле многу често овие рецепти, меѓутоа не знам дали може да се забележи. Оставам простор кората да се издеформира, да испука, да се искрцка, како кога би правеле баклави. Ќе ги исечеме, така како што сакате да ги послужите, и одат во рерна на 160 степени околу 15 до 20 минути. Зависи од рерната, имајте ги цело време на око. Готови се кога ќе видите дека курата се уште треба да бидат бели, значи штудлата треба да биде бела, малку ќе забележите некаде дека пожолтова. Додека ги задоволувам потребите на Марио за рецепти со јаболка, си направам вечера убава топла паста од прекрасните макарони на Дивела. Имам преубави шарени тестанини на Дивела со кои ги нарекле фусили. Тие се направени од мислам дека ароматизирани се со домат, ароматизирани се со спанак. Загрејте вода. Ставам колку за мене.
убаво засолете. Тестенините секогаш се варат во засолена вода и за тоа време ќе си направам нешто што јас би го јадела постојано. Многу сакам рецепти кои се тури, стави, направи на брзина кога немате време. Обожавам пастите, најчесто е некогаш паста. Основата на оваа топла салата е зеленчукот. Јас ќе искористам 2 чешниња лук. Ќе загреам тава. Убаво ќе ја загреам. Ќе ставам брилијант маслиново масло, заради тоа што овој рецепт е баш зеленчук, му треба маслинката и таа горчлива нота да го ароматизира. Ќе го загреам маслото, 2 лукчиња. Исечкајте го грубо на крукчиња. Оди во тава. Имам половина кромит. Ќе го исечкам на кругови. Тој ќе биде благиот дел во рецептот. Пропржен кромидот ја има таа нагласена благост во себе. Обавезно засолете. Висока температура, заради тоа што сакате само да го џишнете зеленчукот. Значи, топла салата ја нареков така заради тоа што целиот зеленчук ќе биде со својата автентична форма. Нема да направам сосови, сосот ќе ми биде прекрасното брилијант масло, а ќе ставам малку моркови, затоа што сакам нешто да крцне. Бидејќи, нели, и шери доматите и кромидот ќе омекнат. Убави кибритчиња. Одат во тавата. И вака сакам да добијам. Гледате како сите ќошиња се малку веќе подгорени, тоа е од високата температура. Значи зеленчукот внатре ќе остане автентичен во вкусот, а од краевите баш ќе се ќе подгори. Ќе ставам неколку шири домати на половинки. Убаво промешајте и дајте му некоја минута да се пропржи. Засолете. Да немате блуткава топла салата. И јас денес као зачин ќе искористам свежа нане. Може би босилекот е правиот извор, но ве охрабрувам да пробате и нане, може би Макдоналдс, било кој друг зачин, чисто да си додадете разноврстност на пастата. Оваа паста може да ја подготвите и со други зеленчуци, фрлете внатре само тиквица, маслинки може би. И имате секогаш ново искуство, секогаш нов рецепт. Мојот денеска ќе биде нането. Обично би го направила со босилек, меѓутоа често ми е конзумирана таа паста. Така да ќе му дадам шанса на нането. Еве како изгледа мојата топла салата. Ќе ја промешам. Гледате веќе дека подгоре кромидот, подгоре морковот. Совршено. Ќе ги сварам макароните и после се ќе фрлам во воздух и на крај се ќе ви сервирам да го видите денешниот труд. Тоа беше се за денес. Мојата топла салата. Мислам дека само заслужува уште допир од убав пармезан. И се гледаме веќе во следните епизоди со нови
идеи, рецепти. А јас се надевам дека ќе прочитам што повеќе од вашите предлози, кои ќе ги пробам во овие студени денови.